Гушави глави. Ова што го јадам сега се вика гоџи. Тоа е едно црвено овошје во форма на бобинка. Има прекрасен сладок вкус, многу е сочно и што е најважно, гоџито представува една супер храна, не само за возрастните, туку и за децата, бидејќи докажано е дека гоџито има состојки кои го забрзуваат растот на децата. Бушави глави! Оние дечиња што јадат гоџи растат многу побрзо, бидејќи се стимулира хормонот на раст. Од каде е сега гоџи во Македонија? Гоџи потекнува од Кина. Во областа Нингџија, тоа е една голема област во Кина, таму луѓето буквално живеат од одгледување на вакви црвени бобинки. Огромни се плантажите. Можеби поголеми се од Македонија како цела држава. Гоџито таму е најпопуларното овошје. Толку е популарно што замислете во Кина постои Министерство за гоџи. Знаеме дека министерство има за сите важни работи, за финанси, за образование и така натаму, а во Кина има Министерство за овие црвени бобинки, кој се грижи што повеќе да успева бизнисот, не само бизнисот, туку и луѓето да јадат од овие здрави бобинки. Знаеме дека кинезите се здрави луѓе, живеат многу подолго од било кои луѓе на светот, така што користењето во секојдневната исхрана на овие црвени, ама мали, но моќни бобинки придонесуваат човекот да биде здрав. Јас дојдов до идеја да не купуваме ние од Кина и довезуваме постојано кинески гоџи бобинки, туку да одгледуваме на нашето тло и нашите фармери, чичковците што се занимаваат со земјоделие, да одгледуваат гоџи бобинки. Гушави глави! За да биде успешен бизнисот, јас решив целото гоџи што ќе го произведат чичковците фармери на својата земја, јас им го откупам. А од нив, од тие бобинки, да правам сокчиња, здрави, природни, органски сокчиња. Секако, соковите не се единствениот производ што може да се добие од гоџи. Тие може да се сушат, може да се јадат свежи, како сега што се јадам јас. Може да се прават разни помади, креми, бидејќи се многу добри и за кожата, но најубаво, секако, како и секој овоше, да се јадат свежи. Проблемот е во тоа што гоџито го нема преку цела година. Не е можно како јаболкото, како другите некои овоше да ги имаме во целата година. Напротив, само еден кус временски период во годината, гоџито зрее и само тогаш се бере. Тоа е во лето. Најмногу август и почетокот на септември. За да може да ги користиме бенефитите од гоџито преку целата година, ние од купеното гоџи го преработуваме во сок и како сокче мешано со јаболко, со малина и со други овоше кои ќе ги додаваме во понатамошното наше производство, ќе правиме сокови со кои луѓето, дечињата, родителите, па и возрастните луѓе ќе може да ги користат во текот на целата година. Најубаво е ако може секој човек барем едно малецко шише од четврт литар, односно 250 милилитри, да испие за еден ден. Најубаво е наутро, за да добие потребната енергија
vitamini, antioksidansi, minerali i sve ono drugo što go sadrži ova moćno ovošje. Денешниот предизвик е оцвири нешто на некој инструмент. Тарам! Бушеви глави! Бушеви глави, бушеви! Бушеви глави, бушеви глави. Бушеви глави.